Доколку ДИК не го прочисти избирачкиот список, нема избори на 5 јуни, порача лидерот на СДСМ Зоран Заев, кој денеска беше меѓу младите и граѓаните на општина Радовиш. Вели дека нема да се појават на избори без целосно да биде јасна сликата колку граѓани во земјава имаат право на глас, колку од нив се во земјава, а колку во странство, и истите бидат регистрирани со право на глас овде и во конзуларните представништва во земјите во кои живеат. Фантомските гласачи се бришат, луѓе кои што постојат на избирачки список, а не треба да постојат. Измислени луѓе, непостоечки гласови, тие се бришат. И втората цел е, сите граѓани што се во странство се водат на вториот дел од избирачкиот список. Тие не се бришат од избирачкиот список. Тие се стават на вториот дел со звездичка, за да се знае дека тие се луѓе во странство. Тие исто така може да гласат дома, може да гласат и во странство од дипломатско-конзуларните представништва. Но зошто инсистираме тие што се во странство да се издвојат на вториот дел од избирачкиот список? Заради тоа што покрај пустец, гораните и фантомските гласачи, најголемата злоупотреба е направена со злоупотребата на правото на глас на нашинците кои што живеат и работат во странство. Нема регуларни избори без слободни медиуми, вели Заев. Никој од опозицијата нема да влегува во уредувачката политика на медиумот, но ќе се бара нецензурирано известување, држање до професионализмот и објективното известување. Јас реков и уште еднаш ќе повторам. Без целосно прочистување на избирачкиот список и без минимум реформи во медиумите, ние избори нема да дозволиме да се одржат во Македонија. И од тука бегање нема. Изборите мора да бидат фер, демократски и регуларни. Што значи тоа? Во делот на медиумите, борбата е за Советот на Агенцијата за медиуми и за Програмскиот совет на Македонската радиотелевизија. Во моментот, во Советот на Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги има 4 ВМРО-вци, 2 од ДУИ и 1 новинар. А тој совет треба да ги контролира медиумите. Ние не сакаме нешто да промениме во Сител, во Канал 5, во Алфа телевизија или во било која телевизија. Приватни медиуми се. Ние сакаме да промениме во контролорот, во регулаторот на медиумите. Тоа е Агенцијата за медиуми. Денес лидерот на СДСМ од Радовиш порача дека со доаѓањето на власт ќе се залагаат сите граѓани во земјава да ги уживаат правата кои ги заслужуваат, во високи плати, пензиско и здравствено осигурување за сите како и социјални пензии, горливиот проблем на радовишани со ниските плати и експлоатацијата на работната сила да станат минато.